Се изготвува завршната верзија на техничката документација за рехабилитација на патот Тетово-Попова шапка. Наскоро ќе започне неговата реконструкција. Ова го потврди и министерот за економија Крешник Бектеши при неодамнешната посета на технолошко-индустриската развојна зона во Тетово. Што се однесува до патот Тетово-Попова шапка, се прават подготовките за започнување на реконструкција на тој праве се со цел во зимскиот период, а но не само, да се развие и туризмот во општина Тетово, но не само, пошто Попова шапка не е само на Тетово, Попова шапка е на цела Република Северна Македонија и една од најатрактивните туристички места во нашата држава. Според податоците од јавното претпријатие за државни патишта, финансирањето на овој проект, рехабилитација на регионален пат делница Тетово-Попова шапка во должина од околу 19 километри е обезбедено со средства од меѓународни финансиски институции, односно од Светска банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, во фазата на подготовка на извештај за процена на животна средина и социјални аспекти и план за управување со животната средина и механизам за жалби и поплаки, потребно е да се организира јавна консултација со засегнатите страни и локалното население на населените места долж делницата. Со одржување на јавна консултација денес во зградата на општина Тетово започна процедурата за вклучување на јавноста во изготвување на завршните документи од техничката документација за планираната рехабилитација на делницата Тетово-Попова шапка од страна на јавното претпријатие за државни патишта. Урбанистичкото планирање и легализацијата на бесправно изградени објекти на гостиварското подрачје беа во фокусот на вниманието на последната седница на Советот на општина Гостивар. Поточно, советниците изгласаа 50 одлуки за донесување на урбанистичко-планска документација и вклопување на бесправни градби кои се приватни објекти, сопственост на граѓани. Беа усвоени и 11 одлуки за верски објекти на исламската верска заедница во гостиварските села. Станува збор за џамии и теке во Лакавица, Падалиште, Страјане, Трново, Малотурчане, Симница, Долно Јеловце, Беловиште и во Вруток. Донесувањето на урбанистичката документација за џамиите е на барање на исламската верска заедница. Претходно тричлена комисија од општината извршила увид на верските објекти за да ја констатира состојбата на терен. Гостиварскиот совет се занимаваше и со одлуки за доделување на финансиска поддршка од буџетот. Така градскиот ракометен клуб ќе добие 100.000 денари, а парите ќе се обезбедат од програмата за спорт и рекреација, како трансфер за спортски клубови. За културно-уметничкото друштво Јахи Хасани од Чегране беше одобрена сума од 300.000 денари, кои се наменети за покривање на трошоци за гостување на ова културно-уметничко друштво во Турција. Од општинскиот буџет ќе се издвојат и финансии за манифестација, со која ќе се одбележат 20 години од бегалскиот камп во Чегране. Се намалува бројот на новозаболени од мали сипаници, за разлика од претходно кога за една недела во земјава се регистрираа и по 70 нови случаи. Последната неделна бројка од евиденцијата на Институтот за јавно здравје изнесува 13. Гостивар и Тетово пак се меѓу 5 градови со најмногу заразени од морбили. Од почетокот на епидемијата вкупната бројка на пациенти во Тетово е 193, додека на гостиварското подрачје 80. Анализите на епидемиолошките служби покажуваат дека најголемиот број на нови случаи изминатиот период се лица на возраст над 30 години. Што се однесува до вакциналниот статус, најголем процент се невакцинирани, непотполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Препораките и апелите на лекарите остануваат исти, да се зголеми колективниот имунитет преку вакцинација. Да се вакцинираат невакцинираните и непотполно вакцинираните, сите лица од предшколска и школска возраст во службите за вакцинација во здравствениот дом, а лицата од 15 до 60 години, кои што
се невакцинирани или се непотполно вакцинирани со една доза да дојдат тука во епидемиолошкото одделение во Гостивар при Центарот за јавно здравје Тетово и да се вакцинираат согласно упатствата за вакцинација со МРТ вакцина. Со оглед на тоа дека е сезона на годишни одмори, а и во земјите каде што најчесто летуваат македонските граѓани, Грција, Бугарија, Албанија, Хрватска, има епидемии на морбили, се препорачува преземање на превентивни мерки и зголемена внимателност. Светската здравствена организација препорачува сите патници да го проверат нивниот актуелен вакцинален статус и да се осигурат дека добиле 2 дози на вакцина која содржи компонента против мали сипаници. Исто така да побараат совет од својот матичен лекар за ризикот од изложеност на вирусот, како и начините на пренос и симптомите на болеста. За жал станав еден од измамените од страна на добро организирана и инвентивна структура која е насочена против личности земји, насочени кон евроатлантските аспирации, за да им се наштети, рече денеска премиерот Зоран Заев на пресконференција која одржа по повод објавеното видео на YouTube од руските пранкери Владимир Кусензов Вован и Алексиј Столаров Лексус, кои лажно се представуваат како поранешен украински председател Петро Порошенко и генерален секретар на НАТО Јен Столтенберг. Во тие разговори Заев отворено зборува за актуелните политички прашања, како што се прашањата за границата меѓу Косово и Србија, автокефалноста на Македонската православна црква, евроинтеграциите, а го дава и бројот и на поранешниот американски помошен државен секретар. Тоа се структури што излекуваат придобивки од нови облици, алатки и тактики за медиумска дискредитација, медиумско влијание, најчесто насочени против личности земји со евроатлантски аспирации. Ова е еден од оние обиди за директна штета на нашите стратешки интереси да го завршиме процесот за нашето членство во НАТО. Во овој случај мета на една таква политичка дискредитација сум јас, но не сум единствен. Во еден дел на објавените телефонски разговори се извршени сериозни интервенции и се ставени во контекст кој не е автентичен, поради што се извлекуваат невистините заклучоци. Таков е објавениот дел за прашањето на Македонската православна црква. Тоа е дел од разговорите во која е направена интервенцијата. Ова е нов аларм за нас и за целиот демократски свет, кој налага силна потреба за сеопфатна, организирана борба против лажни вести и манипулации. Она што можем да го кажем е дека прифаќам, дека сум жртва на мојата отвореност и постојана достапност за сите. Немам намера секако да поднесам оставка, заради тоа што од овој процес мислам дека излеземе само посилни и поучени. Се случувало тоа насекаде во многу други земји и апсолутно не мислам дека треба да ја заокружам, односно ја стегнам и ја затворам мојата комуникативност. Собранието на Република Северна Македонија на денешната 104-та седница ја констатираше оставката на подпредседателот и пратеникот од НДП Весел Мемеди. Во личното обраќање до пратениците Мемеди ја образложи оставката и кажа дека оваа одлука не се должи на неговата моментална реакција по реконструкцијата на владата, туку дека за тоа има многу подлабоки причини. Мемеди ги критикуваше сега веќе пронешните коалициони партнери лидерот на ДУИ Али Ахмети и премиерот Заев за начинот на кој биле реализирани договорите за последната реконструкција на владата и од земањето на министерската функција на Министерството за локална самоуправа, чиј тогашен министер беше Сухел Фазлиу, како и за начинот на нивното владење. Борбата за демократија и за манипулација кај албанците во Македонија спрема планот на старата УДБА без сомнение поснова од седиштето на верската институција ИВЗ од денеска па натаму сите вие може да продолжувате со остварување на вашите планови за демократија или за манипулација со самиот факт што сите вие бевте крвави политички противници во целиот минат период. Сега сте сите заедно во владата, СДСМ, ДУИ, ДП, Алтернатива и така натаму. Подобра комбинација од ова не можете да најдете, па така продолжете, но не со нас и не во наше име. Останатите факти и аргументи, како што е случајот Кондово и вашите политички игри со ИВЗ и со криминалните групи, нема да ги набројам сите, бидејќи има една стара арапска поговорка која вели: за паметниот доста е знакот.
Ако некој не ги препознава знаковите, доволно е да му го ослободите патот за да стигне таму каде што завршила претходната власт на народот. Треба да биде спремен за новиот масакар што ќе ја направи новата власт врз буџетот на државата, врз правниот систем, администрацијата и врз моралниот и правниот интегритет на граѓаните. На жалост, поради ова, наместо да завршат со благословот едно општество за сите, граѓаните ќе завршат во еден голем пеколен казан за сите. Музички концерти за деца и млади, балетски настапи, но и спортски активности ќе бидат дел од содржините на 7-то издание на Тетовското културно лето, што ќе трае до 1 август. Настаните вообичаено ќе бидат организирани на градскиот плоштад, улицата Јна или така наречената улица со чадорите, како и во скејт паркот во Тетово. Претежно се организираат манифестации надвор во локации по Тетово, мислам центарот на Тетово, улицата на чадорите на кај општина и новото место на младите во блиско автобуската станица. Има многу жанрови на уметноста, но претежно музиката доминира на 90%. Ќе има концерти на познати бендови од Македонија и од странство. Тетовчани ќе бидат сите рок бендови што ги има Тетово со младите. Драмски студија, балетски студија, хорови, културни уметнички друштва и на македонски и на албански, сите ќе бидат присутни. А како најголеми звезди се реп звездата Ѓико, што е од Косово, еден голема звезда што навистина го слушаат, и Елвана Ѓата, пеачката, многу популарна што е сегаде кај младите. Културно-уметничките друштва ќе бидат Чајка и Сава, мислам дека се викаше. Балетското студио Менада, секогаш гостини се ние хорот Менада, рок бендовите што функционираат у Тетово, сите ќе бидат присутни. Ова година нема да имаме представи и на македонски и на албански, бидејќи од досегашното искуство е проблем луѓето во такви температури да влезат надре у Домот на културата, но све што функционира у Тетово е дел од Тетовското лето. Изведувачите како дел од оваа манифестација ги избираат организаторите, но тие велат дека ако некој сака да се пријави за учество, тој е добре дојден. Нема оглас, значи не правиме оглас за да уметниците конкурираат, но ние ги викаме претежно уметниците што се во тренд и што младите ги слушаат и ги сакаат. Секогаш тие гости што ни доаѓа, значи имале успех, имало публика и претежно сите биле многу задоволни. На Тетово му требаат повеќе културни настани, бидејќи граѓаните, посебно младите, сакаат да се забавуваат. Има интерес, младите сакаат да се забавуваат претежно. Во сите овие активности има многу публика и мислам дека и ние како општина, но и сите граѓани треба уште повеќе да инвестираат у овие работи, културата уопшто, заради тоа што младите сакаат и знаат што е добро. Овогодинешното издание на Лето на тетовската култура започна на 4 јули со организирани активности по повод Денот на независноста на САД во соработка со Американското катче во Тетово. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне локално со пороен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 16 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8.
Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд и грмежи. На повеќе места врнежите ќе бидат пообилни, во форма на невреме со појава на град и засилен западен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 25 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 7.